Согласно програмата за реконструкција и одржување на улиците и локалната патна мрежа, стручните служби на општина Кочани започнаа активности за крпење на оштетувањата на асфалтот и пополнување на ударните дупки. Се работи на сите места каде што се забележани проблеми или пак за кои граѓаните претходно пријавиле потреба за ваква интервенција. Градежната механизација веќе е излезена на терен и се работи на улиците во градот, а ќе се продолжи и во дел од населените места во општината. Од секторот за уредување на градежното земјиште информираат оти досега се извршени корекции на асфалтните дефекти на улиците Ѓорче Петров и Белкамен. Следуваат градежни работи на Страшоер Бапче, 1 мај, 9 мај, Бороловџија, а потоа и во населбите Усова чешма и лесна индустрија. За реализација на активностите наменети се 400.000 денари од буџетот на општина Кочани. Санирањето на оштетувањата на асфалтната површина на овој начин е времено решение за известно нормализирање на сообраќајната инфраструктура. Од општината информираат дека паралелно со овие активности ќе се врши и бетонирање на пристапните улици. Во меѓувреме завршени се подготвителните работи за изградба и тампонирање на улиците во населените места и се очекува деновиве асфалт да добијат сообраќајниците во Мојанци, Градовци, Горни и Долни Подлог и Тракање. Во меѓувреме заврши рокот на тендерската постапка за ревизија на проектната документација за улици и патишта на територијата на општината, за што ќе се потрошат над 330.000 денари. Со ревизијата треба да се утврди завршениот предмер за изградба на 2 локални патни правци со должина од 1 км и еден локален пат со должина од 3,2 км. Освен тоа, фирмата што ќе ја прави ревизијата има за задача да ја провери документацијата за 52 улици со должина од 200 до 800 метри, како и за 4 потпорни ѕидови со должина од 20 метри.